Професор Тополинска, кога дојдовте на студии, сакавте да студирате режија. Меѓутоа ви рекоа, кој сака да студира режија, мора да донесе диплома од еден јазик. И се запишавте на полски јазик и литература. Арно ама, наместо да одите на режија, вие од филологија минавте дефинитивно во лингвистика. Точно. Па, она време, за да се запише висока театарска школа, тоа беше кај нас посебна висока школа, требаше човек да има диплома од завршени филолошки студии, било која филологија. Па, патот на најмал отпор мене ми беше полонистиката. Меѓутоа, кога се најдов на тие студии по полска филологија, по полска книжевност, бидејќи главно тоа се подразбираше за театарска работа, излезе дека по моје мислење ова и не се некои студии. Мене ми се чини до ден денешен дека литературата е за читање, а не за проучување. Така што се преместив еден чекор потаму на теорија на литература. Имавме многу добар познат професор по теорија, меѓутоа се воспостави дека не може да се прави магистратура по теорија на литература и тогаш чекор подалеку отидов на лингвистика. Дали може да кажеме дека еден значаен чекор во лингвистиката беше тоа што моравте да одберете задолжителен или историја на философија, или да учите психологија, а ви одбравте математичка логика? Па, тој избор мене ме обврзуваше воопшто како студент на било која филологија, меѓутоа не случајно одбрав формална логика. Мене ми се чинеше од почеток дека дисциплина на размислување е нешто што ќе ми биде потребно во животот. И тоа ужев дека е сопругата на големиот мајстор Теодор Шкотербински. Да, и тогаш од лингвистика, поттикната со тој студиум на формална логика, почнав да посетувам предавања на професорот Котарбински и така стигнав до абсолуториум по логика. Меѓутоа, ова ми се причини па премногу сувопарно и сум се вратила на лингвистиката. Сепак имавте среќа што бевте под мудрото раководство на професор Штибер, еден од големите полски и светски лингвисти. Да, тогаш професорот Штибер ми беше практично ментор и взорец во се што правев. Тој беше еден од најпознатите полски слависти и многу фин и шармантен човек. Ние бевме мала една група тие што избрале лингвистичка специализација, многу поголеми биле групи ориентирани за книжевност, така што во семинар имаше една интимна, симпатична атмосфера и навистина човек можел многу да научи. Дали вашето продловочување во лингвистиката или во полонистиката или во славистиката како почетен стадиум на вашата професионална истражувачка практика беше тоа што вие моравте и да направите хабилитационен труд и да докторирате за да дојдете на Полската академија да работите да еден сериозен труд кој се вели универзитетски учебник по полски јазик. Па, тоа е долга приказна. Јас по завршувањето на студиите, што кај нас тогаш значело магистратура, имав 3 конкретно предлога од моите професори да им станам асистент. За жал, сето тоа беше нереално, бидејќи не бев член на ниедна омладинска организација, ниту сакав да станам член. Па така се најдов како коментатор на полските текстови од 17 век во една издавачка куќа. И од таму ме извлече Штибер и ме направи асистент во новооснованиот Институт за славистика на Полската академија на науките. Во тој институт докторирав, во тој институт направив хабилитација, сето тоа работејќи врз кашупските дијалекти, атлас на кашупските дијалекти, и во текот на таа работа
се одлучив за мојата дефинитивна натамошна специализација. Тоа требаше да биде македонистиката и успеав во институтот да отворам една мала ќелја кај што се изучуваше синтакса на македонскиот стандарден јазик. Ако смеам само да ве прекинам, вашата средба беше со професор Блаже Коневски во Сплит, 58 година, да. А истата година и со професор Видоевски во Полска, кој дојде на специализација. Да, така. И тогаш почна сериозниот проучувачки од на македонскиот. Прво мене ме одушеви начин како беше дочекана мојата желба да се занимавам токму со македонистиката, бидејќи во други некои словенски центри се бев соочена со доста монополистички став. Тие не биле баш ентузијасти некои да се занимава со нивната проблематика, а пред се харизмата на тие двајца луѓе, и Коневски и Видоевски, кои што со време ми станале најблиски пријатели и соработници, плюс голема екзотика за мене пољакиња на македонски јазик, еден јазик по субстанца словенски, а по структура поблизок до англиски, до француски, значи нешто за еден славист многу необично. Дали тој предизвик што го доживеавте вие како професор прво и овде на универзитет предававте полски јазик? Да. Беше многу значаен, затоа што и нашите има многу среќа што вие дојдовте како професионален лингвист со светска школа, затоа што да не заборавиме дека полската лингвистика не е дојдена случајно, таа се темели врз сериозната логичка филозофска школа Лаговско-Варшавска. И мислам дека тој е фундамент на кој вие сте формирани како истражувач. Значи, мене токму контакт со македонски јазик и со моите македонски пријатели лингвисти ме потикна од проучувањето на прозодискиот систем на словенските дијалекти, пред се словенскиот северозапад, се префрлив на синтакса, на семантичка синтакса и формална синтакса. А за тоа ме подготви она што спомнавте, работата врз академски учбеник на полскиот современ јазик. Врз тој учбеник работев жолтата граматика, така наречена, како што ја викат моите ученици. Работевме врз тој текст околу 10 години. Еден колектив од признати, познати полски лингвисти. Јас бев шеф на колективот и таа работа ме подготви. Знаете, кога јас почнав да се занимавам со македонски, мислев дека вицот е во тоа да го совладам токму македонскиот јазик, а дека полски ми е во глава. Кога почнавме да работиме врз полската граматика, сватив дека никако не е во глава, дека јас прво треба да си воспоставам некој ред во моите сваќања за мојот мајчин јазик. Така што работата врз полската граматика многу навреме, многу добро ми дојде. Тоа беше соевидно само едуцирање? Па, едуцирање во добар колектив на врсници, јас би рекла. Ние дискутиравме деноноќе во сите можни околности, по телефон на прошетка за празник и во работните денови, бидејќи сите бевме возбудени со таа работа што ни беше поверена. И граматиката навистина е своеврсно постигнување како тип, како модел на универзитетски учбеник. Во тоа време излезе и вашата многу позната книга Историјската фонологија на кашубските дијалекти на полскиот јазик. Тоа беше како круна на она што правев порано на првата етапа на мојата кариера. Кашубските дијалекти се многу екзотични, многу диференцирани, а истовремено ноторно поврзани со полскиот јазик и со целиот тој северозападен пол на словенската територија. Па работата беше привлечна
i plus poradi mojite kontakti so amerikanskite slavisti, među drugo so Jakobson, so Franz Konefeld, imav možnost, što togaž vo Polska ne beše lesno, knjiga tada ja objavam kaj Muton, jedna od najpoznatijih izdavačkih kući vo Holandija. Во меѓувреме два пати предававте и во Америка. Предававте и во Лос Анџелес, а претходно и во Чикаго. Znači, vo Chicago na vistina za vreme koga ušte rabote vo Polska, to beše 67. godina, dodeka vo Los Angeles otidov veke od Makedonija. Kao gostinka od Skopje. Da. Дали, I so makedonistička problematika, delumno. Дали можеме да кажеме дека вашето доаѓање овде во Македонија доаѓа до свој ден пресвет и во нашава оптика за истражувањата во лингвистиката, бидејќи, колку што мене ми е познато, кога што истражував, ние имавме една класична школа, која што не беше така екзактна, не беше според моето мнение, јас сум себак тука само истражувач, која што имаше шанса преку посетата на професор Видоевски во Полска да дојде до таа синергија и до тие пробиви и тоа силни овде книги што ги гледам и ги бројам. Ma, jaz bi rekla дека ние троица и Коневски, и Видоевски и јас бевме отприлика на иста линија што се однесува до јазичната теорија. Тоест, работевме вака општоземено во рамки на така наречениот прашки структурализам. И потоа некако со еволуција, а тоа беа децени на многу брза еволуција на лингвистичката теорија, со еволуција на теоријата еволуиравме и ние, се разбира секој од тројцата нас на свој начин. Тоа јас што го донесов, тоа беше интересот за синтакса. Тука на синтакса порано практично не се работело. Граматиката на Коневски содржи многу информации од тоа подрачје, ама не и некоја општа визија, и затоа јас тука гледав место за себе, дека тоа е нешто за тој јазик потребно и до сега не направено. Меѓутоа, потоа излезе дека со синтаксата на стандардниот македонски јазик се зафати мојата македонска помлада колешка професор Ѓуркова, а јас па фатив синтакса на јужномакедонските говори, македонските говори во Грција. Дали тоа значи дека вие фактички со вашата лингвистичка, математичка, да кажем логичка едукација, можете да се чувствате многу полесно, дото што вие, како што ви кажавте, повеќе се темелите како мислител, како истражувач на така наречената антропоцентричка лингвистика, која што малку се разликува од прашката школа. Мене тука се разбира доста ми помогна и моето вклучување во настава по полски јазик на Универзитетот Кирил и Методи. Јас се пријавив во Полска како лектор по полски јазик во Скопје, иако бев тогаш веќе редовен професор, за да се најдам во Македонија. Не да градам полонистика, што најпосле сум ја изградила, меѓутоа да бидам тука на лице место. Последно време пред доаѓање, јас веќе 3 пати неделно му звонев на Видоевски со прашање дали таму е А или О, дали било долго и кратко и така натаму банкротиравме. Така што требаше да се најдам поблиску. Меѓутоа, потребата македонските студенти да ги обучувам во полски, мене ме соочи со потреба да редовно да излегуваме од содржините што се пренесуваат и во двата јазика, нели? И да видиме по што се разликуваат средства со кои истите содржини се пренесуваат. Тука се роди мојот интерес за граматичката категорија падеж. Јас сум длабоко уверена, иако тоа звучи револуционерно,
дека i vo makedonskiot jazyk ima padež i samo tije si ima drugi pokazatelji, ne morfološki, tuku baš sintaksički. So predlozi, so linearizacija, so zamenski teklitiki i taka natamu. Da. Taka što toj antropocentrizam se pojavi glavno vo mojite razmisluvanja za teorijata na kategorijata padež. Znači, klasična teoretska pretpostavka dojdena od rešavanja praktičnih problemi. Mislim deka taka i treba da bide, taka me učija. Mislim, univerzitetski nastavnik da ne bide naučnik i vice versa. Mora da ima praksa, mora da proveruva. Mnogo često ni se čini neli deka nešto razbirame i problemi se pojavuva duri koga sakame na nekoj drug da go preneseme. Pa tuka pomaga nastava. Големиот опус што го работевте заедно со професор Видоевски на македонско-полската граматичка конфронтација, още лингвистичка конфронтација, беше фундамент за изградата на овие сите овде 7, 8, 10 на книги. Прво почнавте она што изгледа на полски, а потоа, кога тој замина, вие ги доработивте и другите негови и ваши заостанати дела. Či ovoj projekt makedonsko-polska gramatička konfrontacija se rodi po inicijativa na akademik Vidojevski i nije planiravme da opfati celosno gramatički te sistemi na dva ta jazika. So toa deka prvi od tom praktično je neko je naše teoretsko kredo. Kako može i kako ne može da izgleda jedna gramatička konfrontacija. Kako će zabeležite, prvi od tom se vika ušte konfrontativna gramatika, dodeka site naredni nosat naslov gramatička konfrontacija. Bidejki vo tekot na rabotenje na onoj prvi od, nam ni stana jasno deka ne može da se napravi jedna iscrpna konfrontativna gramatika. To a što vo jeden jazik se izrazuva so gramatički sredstva, vo drugi od može da bi se izrazeno so leksički sredstva. Taka što gramatička konfrontacija je mnogo po adekvaten naslov. To je prv projekt vrskoj što jas rabote v Omanu. Vidojevski raboteše vrs međunarodnite atlasi, kaj što učestvuva jas, ama togaž samo po polski ključ. A ja si rabote v konfrontacija. To i ostavi vo rakopis prozodijski oddel od ta konfrontacija. Znači, vtori od tom je ušte so negovo autorsko učestvo golemo, a na tamu vlekovme so polski te kolegi. Kao što rekovte, polskiot i makedonskiot se bliski po akcentologijat. Da. To se jedinstveni dva slovenski jazika, kade što akcentot je fonetski, a ne morfološki stabiliziran i vrzan za krajot na akcentski odzbor, a ne za početok od kako, na primjer, vo češki. Потоа минавте на синтакса. Da. И она што je stvarno голем зафат, to je вашава двотомна синтакса на македонските диалекти од Егејска Македонија. Да, тоа беше еден проект поставен од Видоевски овде во Ману. Граматиката, целосниот опис, монографија на македонските говори во Грција. Во тој проект тој лично обработуваше фонологија и морфологија, мене ми се падна синтакса, а лексика требаше да ја обработува професорот Пејев, кој што објавува сега, нели веќе се излезени 3 тома од еден речник, што по иницијатива на Видоевски собира порано објавен материјал од сите југоисточни македонски говори. Значи, мојот дел беше синтакса и јас тој дел во 2 тома си го обработев. Не беше лесно. Тие текстови ми беа уште плюс екзотични во однос на тоа што знаев тогаш. Меѓутоа, тоа беше наука. Учев, многу учев. А Видоевски и Конески стрпливо ми помага
bezbroj prašanja se koji den rešavavме. Убаво што вие пред некој ден на испит на една ваша докторанткиња рековте, многу научивте од неа. Тоа е отворењето на секој научник е доказ дека крај нема на истражувањето. Добри ученици се тие од кои учител учи. Меѓутоа, сепак останува факт дека ако ве донесовме овде, ако ве довадивме овде што ве да црпите, почнавме да ви искористуваме. И огроме овде, овој корпус на книги што ги напишавте овде, или целиот овој корпус на ваши магистранти и докторанти што работи на развојот на лингвистиката? Има веќе неколку многу важни докторски необјавени работи, исто и магистерски. Срце боли дека се необјавени, бидејќи тие се вистинска визит карта на македонската наука за јазик. Сепак овде дојдовте во оној така наречен балканистички, лингвистички, како да кажам, амбиент. И она што германски се вели јазичен сојуз, Балкански јазичен сојуз. Да. Можете да видите во сите правци да истражувате и во сите насоки. Да. Зашто тука нема крај. Не само со речниците. Речник беше бајпродукт. Видоески кој беше фантастичен планер и знаеше како чекор по чекор да се оди, за да може да се постигне нешто конкретно во предвидено време. Не му беше јасно дека без речник не одиме напред. И иако ни тој ни јас не сме биле лексиколози, речникот беше од една од првите заеднички работи, а дека се заинативме тој речник да излезе во Полска, а не во Македонија. Во Македонија беше лесно, ама ние сакавме со тоа да добиеме потврда каков е статус на македонскиот јазик. И затоа речник 15 години чекаше на објавување, ама најпосле е објавен таму. Значи таму печатен, а објавен заеднички. Во оваа цела приказна за вашата творечка работа, кога човек ќе отвори интернет, ќе види стотини и стотини сајтови и стотини рецензии и ваши учества на разни симпозиуми, ќе види само една работа што јас не можев да видам, младиве научници не ги гледам на големите конгреси. Дали тоа е само трагичноста на македонската економска состојба или може би неопитност? Видете нешто, последно време се надевам се поправи ситуацијата. Моите млади доста се шетани, тие во круг околу мене, во Америка, во Норвешка, во Полска, тие патуват. Меѓутоа, има една работа која мене во Македонија многу ме мачи. Дека има обичај поканите да се праќат на установи, а не на лице. И тогаш оди директор, независно од тоа дали има или нема што да каже. Или ако нема што да каже, ќе остави во фиок. Секако, ама ќе си оди. И дури се вреѓа ако младите добијат лични покани. Значи, тоа е нешто со што се борам и имам некои успеси. Ми се чини дека на научни конференции и симпозиуми човек се кани врз основа на тоа што веќе има постигнато во науката, врз основа на своите објавени работи, а не се кани институција. Една од најубавите промоции на македонската современа наука сте вие, кога ќе прочитаме Зузана Тополинска, Македонска академија на науките и уметностите. Тоа, кога ќе види човек еднаш, 2 пати, 100 пати, 200 пати, мора да му биде мило. Иако овде институт, што вие го нарековте, или истражувачки институт, ареална лингвистика, за реална лингвистика, за мене малку е симптоматичен, затоа што, ја не сум експерт, се разбира, например, сите што очекуваат дека тоа би се или македонска лингвистика, или балканска лингвистика, или славјанска лингвистика, би сакале да го објасните, професор? Значи, ние не сме го направиле центар по македонистика, бидејќи за тоа постои Институт за македонски јазик, катедра за македонски јазик, и двете установи ни замеруваат дека им се мешаме во работата, иако не е тоа во центар на нашето внимание. Не сме го направиле балканистички центар, исто свесно, бидејќи ние не сме балканисти во она права смисла. Да биде човек балканист, треба да владее практично 2-3 балкански јазика.
Jaz gi čitam, međutim go vladam samo makedonski i dosta slobodno razbiram situacija vo bugarski, za albanski, za romanski, za grčki učam glavno od gramatiki i od kolegite koji što se specijalisti po tije jazici. I srpski, bili ste srpski akademik. Srpski vladam, a srpski ne balkanski. Samo ono i del tamo od timočko-prizrenski dijalekti. Vo ta smisla jazička, srpski ne mu pripadja na balkanski odjazičen sojuz. Odnosno, na dijalektno nivo ima jedna grupa dijalekti koji spadja tuka. Kako da je, nas ne interesira teorija. I to je del od teorija na jazikot koji optimalno može da se izučuva baš vo Makedonija, baš na Balkan. A realna lingvistika znači izučuvanje jazici koji što se vo kontakt na jedan areal, na jedna teritorija, interferencija, međusobno vlijanje, to je kako što nije pišuvame vo site tekstovi kaj što treba da objasnime kako ja gledame zadača na ovoj ovde centar, to i pleno titulo se vika Istražuvački centar za arealna lingvistika. I nije njegova ta zadača, ja gledame vo istražuvanje na ulogata na faktor od prostor, vo životot i evolucija na jazikot. Znači, vratata nije otvorena na sekade. I balkanistika, i slavistika, i makedonistika, a to što ne interesira, to je teorijata na jazikot, kako se prenesuva informacija, kako to se slučuva vo jedna multikulturna, multinacionalna, multilingvalna sredina, kako što je Makedonija. Profesor, jedno od, ako možda kažem, težak zbor, epohalните zafati na vaša ekipa i na vaš institut, ili centar istražuvački, se je ovoj lingvistički atlas kao multidisciplinaren i poveke godišnjen projekt. Da. Ono što impresira je zafatot, međutim, koga vнимателно od čitačke pregleda, ќе види дека отсутствуваат бугарите. Да. Тоа е некоја магија или заради тоа што македонците добиваат тука равноправен третман kao lingvistički centar, kao lingvistička nauka i uopšte kao jazik, tije se povlekovat. Vidite, toj tom je jedan od povekjeto, posleden od povekjeto izlezeni tomovi, od jedan projekt vrskoj što počna da se raboti 58. godina, od Lukata padna na Međunarodni slavistički kongres vo Moskva. So godini, kako makedonski predstavnik, projekt go realiziral akademik Vidoeski i to i vo 72. godina go vnesol kako projekt na manu, znači od toga što i se raboti vo ta kuća. Ja se od početokot učestvuva vo toj projekt po polski ključ i to beše jedna od poveke liniji na naša ta sorabotka so Vidoeski. Ovoj tom konkretno, materijali za ovoj tom se najdoja vo naši race po raspadjanje to na Jugoslavija. Vidoeski bil šef na, kakož ovoj atlas, opštoslovenski lingvistički atlas, nije si go vikame OLA. Pa nacionalna ta jugoslovenska, državna ta zapravo jugoslovenska komisija na atlasot si ja vikavme Jugo-OLA. Šef na toa Jugo-OLA so godini, so deceniji beše akademik Vidoeski. Koga se raspadna Jugoslavija, vo naši race ostana materijal za 2 toma, od koji jedan predadovme vo hrvatski race, a vtoriot go zedovme nije zajedno so Srbite i to je definitiven rezultat od naša ta rabota vrstoj tom. Na početokot Bugarite rabotea vo projektot, tije se povlekoa vo 70. godini, vo momentot koga se pokaža na jedno javno glasanje, deka site drugi delegaciji koji učestvuvat vo projektot, ja branat autonomijata na makedonski od jazik. Tije funkcionirale so nas
Prvo, dodeka šefna bugarskata komisija beše profesor Stojko Stojkov, dobar lingvist, česen čovek, koji vo džentlmenski dogovor so videoski, među drugo se dogovoril deka Pirinskata Makedonija će bude obrabotuvana od bugarskite specijalisti, ama numeracijata na punktite će odi taka, za da bide to a celost do makedonskata teritorija. Isto taka, iako ne bez borba, nije smeja dobile Egejskata Makedonija. Nije Makedonci da ja obrabotimo. Arno Ama, po smrta na Stojkov i koga dojde do etapa koga trebaše vo atlasot na kartite da se pišuvat zborovi, ekvivalenti od site literaturni jazici i među drugite se pojavi makedonski, to a Bugarite ne možele da go goltnat. Golema diskusija, kako što rekov, javno glasanje i tije se povlekle. A sega slušam deka će se vratat. Ako se vratat česno, to je dobit za nas. Pa so nivno to odenje nije zagubivme Pirinska Makedonija, ne zboruvajki deka vopšto atlas od veke ne je kompleten, to gubi od vrednost, so ta bela fleka. Koga sme profesorke na taja tema, skoro vo jedan bugarski magazin, što titula da bide naučen, so ne vaka problem izborovi jedan, da kažem, uslovno vaš kolega, se обидува не да ви држи лекција за вашата лажна наука, туку да ве укорува за вашите рецензии што сте ги напишале по повод нивниот атлас и се разбира да ги повторува старите бугарски тези, дека македонски език само е бугарски дијалект и така натаму и така, плюс дека академикот Ивич ве патил тука на македонско истражување и тоа ми е криво што не е жива Шехерезада, може би незината приказна ке беше повека од 1500 дена. Ba, profesorot Ivan Kočev, so kogo se znajeme ušte od tije početoci na rabotata vrz opštoslovenski atlas, kaj što Bugarite ušte učestvuvale, je jedan od mojite poznati neprijatelji. Pred nekoliko godini Bugarite, od koga objavija nekoliko detaljni atlasi na cela ta svoja teritorija i del od našata, objavile tom koji se vika sintetski, prv sintetski obobščavašć tom. To i tom opfatja cela Vardarska Makedonija, da ne zboruvam za Egejska i Pirinska, opfatja i golem del na srpska teritorija se do granicata so Kosovo, do politička, ne do lingvistička granica. Jas na objavovanje to na to i tom reagirav so dve recenziji. Zadača ta mi beše lesna, bidejki nivo to, naučno to nivo na obrabotka je mnogo nisko. A avtor na ta obrabotka je tokmu kolega Takočev. Jedna recenzija sum ja objavila ovde vo prilozi na Manu, a jedna vo Polska, vo jedno poznato slavističko spisanje. Jeve tekst za koji što zboruvate je reakcija, zažal reakcija koja ne sadrži odgovor na nijedna moja meritorna zabeleška. Znači, ne se drži do temata na vašeta zabeleška? Ne, ne. I to je jasno. To je jedan koktel od faktografski nevistini i meritorni gluposti, bi rekla. Što ne dava ubava slika za bugarskata ambicija da bidate evropejska nacija? Ma ja se nadevam deka Kočev je isključok. Deka deneska takvi ima se pomalku. Žalno je deka do denešen Bugarskata akademija na nauki te gi ferma. I kogo sme veke tuka, može bi isto i vašava studija za makedonsko-bugarskата јазик конфронтација исто ги жеже, бидејќи вие тука со научна методологија влегувате во диференцијацијата на двата јазика као стандардни автономни јазик. Тоа е една од првите книги од таков тип. Денеска неколку мина млади луѓе ту и таму веќе работат врз таква проблематика. Мене ме удри дека ние, јас сум славист, пред се славист. Од славистичка гледна точка ние имаме обичај да зборуваме за така наречени балкански словенски јазици. Тоа се два јазика, македонски и бугарски. И тие се од славистичка гледна точка толку екзотични, толку различни од сите останати,
deka bije v oči glavno ona što im je zajedničko, a tukaj ima što da se nabroji. Pa jas posakav da pokažem deka tije se razlikuvat mnogu. Ne se razlikuvat pomalku od kolku da kažeme polski i slovački, ili slovački i češki. Taka što se trudev da pokažem nekolku suštestveni razliki i mi se čini deka uspevo toa. Деновиве ни падна во раце студијата на вашиот колега Илија Чашуле, Да. за јазикот на македонците од епопејата на Александар Македонски. Не македонци. Тоа не е докажано 100%. За бурушаски јазик таму во, мислам, во Хималаи. И вие рековте дека ви е жал што тој не е во вашава екипа што работи, бидејќи господин Зеден издигнат, формиран лингвист, кој што... Јас мислам дека тој е најдобар македонски лингвист од своја генерација, без дискусија. Жал ми е што е далеку, би сакала да биде тука со нас во центарот. Неговите знаења и начин на работа многу би ни помогнале. И се надевам дека еден ден ќе го видиме тука. Инаку, во врска со неговата работа врз материјалот од бурушаскиот јазик, ми се чини дека најголемо и објективно големо негово постигнување е дека докажал дека тоа не е изолат, што значи јазик не поврзан со никакви други познати јазици, туку дека е тоа индоевропски дијалект и успеал да докажа преку анализа на извесен број зборови, лексеми, блискоста со она, а тоа е за жал многу малку, што го знаеме за фригијскиот јазик, значи еден од така наречени палеобалкански јазици, па од тука и хипотезата дека тие села кај што се зборува бурушаски остануваат во некоја врска со кампањата на Александар Македонски. Меѓутоа, тоа се хипотези врз кои треба и натаму да се работи. Важно е, јас не сум специјалист, јас сум тука 100% лаичар. Важно е дека специјалисти од Западна Европа и од Русија го прифаќат како нешто интересно, го објавуваат, позитивно го рецензираат. Тоа значи дека вашава екипа, што мислам дека во догледно време ќе може да се комплетира, ќе може да се зафати со нови проекти, бидејќи проектите се множат, не се смалуваат. Младиве, што видите, децава растат и се способни да го преземат товарот. Сигурно. Нашиот централна тема покрај лингвистичките атласи, во овој центар се работи врз така наречени меѓународни лингвистички атласи, а тоа е општословенски лингвистички атлас, европски лингвистички атлас, веќе завршен карпатски дијалектен атлас и така наречен мал балкански атлас. 4 огромни проекти, фатени под шапка на еден назив. Другиот огромен проект, кој практично нема граници и свесно е така поставен, носи наслов географска и функционална карактеристика на морфосинтаксички балканизми. Значи, сето тоа што во балкански словенски јазици и други балкански јазици е необично од гледна точка на другите соседни јазици, а заеднички за таа балканска територија. Тука има многу што да се работи и многу добро сме сместени за да го работиме. Дали интересирањето на младите што почнуваат сега да учат лингвистика ви дава надеж дека вашава работа ќе земе сериозен замав, затоа што има многу да се копа, да кажам така грубо, во македонскава лингвистичка стварност? Младите се, секоја генерација студенти скоро е поинтересна, подобро подготвена за таа работа и полни се со ентузијазам. Во овој центар младите работат со основа на својот ентузијазам, а не за жал врз основа на пари. Ние имаме еден официјално вработен асистент и чекаме во догледно време да се појави втор.
Mladite ima mnogo, za to ne treba da se plašime. Nije bi sakale vladata da odvojuva poveke za možnost našите projekti da se realizirat, бидејќи ни се чини дека за ова република тие се важни. Професор Кристополинска, дали ви помага тоа што во овие проекти, а и на вашите сеанси на Охридскиот семинар за македонски јазик, литература и култура и на другите конференции кај што настапувате вие лично и некои од вашите соработници, се приклучуваат голем број, гледам во разни списанија и на интернет, голем број ваши соработници од други народи, германци, французи, руси, да не ги бројам, американци бесконечно. Професор Фридман од Америка исто. Јас со моите соработници во овој центар, а тој круг соработници фаќа од прилика 15 на души од сите установи, значи Институт за македонски јазик, Институт за старословенска култура, Катедра по македонски јазик, Катедра по славистика, Катедра по англистика, исто така кај што има добро подготвени лингвисти што се бават со македонска проблематика. Значи, ние сме на меѓународен пазар. Ние имаме пријатели насекаде кај што се работи лингвистика, славистика, балканистика. Професор Фридман ви е многу од помош во Америка? Професор Фридман заедно со мене потпиша како иницијатор молба кон властите на Ману да се отвори тој центар. И фала Богу, најдовме разбирање кај властите и еве центарот работи. Дали беше тоа својно отпаќање што вие му го донесовте, така речам, на рака вашиот колега Голом, кој што ја наследи катедрата во Чикаго? Па, главно е тоа дека македонската и полската и американска славистика и македонистика добро соработуваат. Методолошки, теоретски се разбираме, а и добри сме пријатели. Во врска со она што рековте за семинарот. Тоа е минато, кога ние овде дочекувавме највидни слависти. Тоа беше заслуга на оние години кога Видоески беше шеф на семинарот, 8 години. Тоа беше време кога Конески бивал учесник на семинарот. Тогаш тука доаѓале највидни представници на славистичката наука и потоа ги подготвувале, ги воспитувале своите млади да станат македонисти. Сега, за жал, се помалку и помалку ни доаѓат некои актуелни представници на славистичката наука. Воопшто во некоја смисла славистиката, светската славистика е во криза, а и не знам дали тоа може да се каже кадровска политика. Начинот кој и како се кани на Охридски семинар во последните години некако не опфаќа луѓе кои би сакале тука да ги видиме и кои би сакале, барем дел од нив, тука да се најдат. Агенник Токполинска, ви благодарам што бевте учесник во емисијата на Македонска телевизија, творечкиот тајнопис на македонската истражувачка елита. Ви благодарам јас. И се надевам дека нема глава да ми сечат за сето тоа што изнакажам. Напротив, вашиот збор е секогаш добродојден, зашто вашето дело ве правда во тоа.